Добро вечер. Партиските карвани стивна. На сила е изборниот молк пред вториот круг на локалните избори на кои ќе се гласа во 30 на општини и во градот Скопје. Во текот на утрешниот ден, избирачите на некои места ќе имаат едно или две гласачки ливчиња во зависност од исходот од првиот круг. Повеќе од Сандра Спасовска. Партиските карвани стивнаа, изборната кампања заврши и стартуваше изборниот молк пред утрешното гласање за вториот круг од локалните избори, во кој право на глас ќе имаат над 1 милион граѓани. Избирачките места во текот на утрешниот ден ќе бидат отворени во 7 часот наутро па се до 19 часот, а ќе се гласа за градоначалници во 32 општини и градот Скопје. Во општините Аеродром, Карпош и Центар граѓаните ќе добијат по 2 ливчиња, едно за градоначалник на нивната општина и едно за град Скопје, додека во Скопската општина Шуто Ризари, освен за градоначалници, на 3 избирачки места ќе има прегласување и за советничка листа. Во останатите општини ќе се гласа само за градоначалник. Според изборниот законник, за конечен избор на градоначалник во вториот круг не е предвиден цензус, па така потребно е само да биде освоено мнозинството од гласовите на тие што гласале. Во 4 општини, и тоа Гостивар, Врапчиште, Центар, Жупа и Маврово, ќе се повтори изборната постапка за избор на градоначалник, бидејќи во првиот круг не беше постигната излезноста од најмалку 33,33% од запишаните гласачи. Изборите во овие општини ќе се одржат одново. Нивното повторно одржување треба да биде по објавувањето на конечните резултати од вториот круг, но не подоцна од 60 дена. Инаку во првиот изборен круг кој се одржа на 19 октомври беа избрани градоначалници во вкупно 44 општини. А денеска гласа затворениците, болните изнемоштени, како и лицата во старски домови. Председателот на Државната изборна комисија Борис Кондар информираше дека гласањето во текот на денот се одвивало непречено и без никакви потешкоти. До Државната изборна комисија, како што рече, немало пристигнати ниту официјално, ниту неофицијално известување за евентуални проблеми, а додаде и дека надлежни овластени лица од стручната служба и членови на комисијата во текот на денот биле излезени на терен во обиколка на неколку општински изборни комисии. Ниту официјално, ниту неофицијално немаме добиено никакви известувања за никакви потешкоти или евентуални проблеми. Навреме е започнато, немаме никаков проблем нити со изборниот материјал, нити со изборните органи, немаме никаква забелешка, приговор, поплака или други евентуални информации кои би ги споделиле. Мирно и без какви било инциденти помина денешниот комеморативен собир во Нови Сад на годишнината од загинувањето на 16 луѓе по пад на бетонска настрешница на железничката станица во Нови Сад. На собирот беа илјадници луѓе од цела Србија. Во текот на целиот ден во сите протестни зони во Нови Сад владееше тишина без слогани. Студентите во блокада по 16-минутната тишина и вечерва објавија дека комеморативниот собир е завршен и упатија порака: се гледаме утре и секој следен ден додека не се задоволи правдата. Пред една година на денешен ден во Нови Сад 16 лица загинаа, а едно девојче беше тешко повредено кога се урна на стрешницата на реновираната железничка станица. Меѓу загинатите беше и македонецот Васко Саздовски. Една година подоцна, кривичната одговорност за тој настан се уште не е утврдена. Продолжуваме со домашни теми. Поради задушница денеска не се одржа маршот за ангелите. Овој ден е да им запалиме свеќа, да се помолиме за нивниот вечен мир и да им оддадеме достојна почит на сите наши најмили што не се меѓу нас. Следниот марш ќе биде најавен дополнително, се вели во соопштението на Сдруженијето на граѓани 16 март 2025 Кочани. Родителите на починатите во пожарот во дискотеката Пулс изминатата сабота го одржаа 28-миот марш за ангелите, барајки правдата и вистината за овој случај да изгледат на виделина.
Од идната недела почнува вакцинацијата против сезонски грип и за граѓаните кои не влегуваат во ризичната група, информираат од Центарот за јавно здравје Пролет. Од таму вела дека вакцинацијата ќе чини 700 денари, а набавени се 1000 вакцини. Очекуваат истите да бидат потрошени во целост, бидејќи вела дека и минатата година интересот бил на високо ниво. Сите граѓани кои не влегуваат во ризичната група од понеделник ќе може да се вакцинираат против сезонски грип. Вакцинацијата ќе се одвива во Центарот за јавно здравје Пролет и според информациите ќе чини 700 денари. Од таму велат дека за Скопјани набавени 1000 вакцини, а вакцинацијата ќе се одвива по принципот прв дојден, прв услужен, што значи нема да има потреба од претходно пријавување. Од Центарот за јавно здравје за Канал 5 велат, бројот на набавени вакцини е ист како и минатата година и очекуваат истите да бидат потрошени во целост, бидејќи велат лани интересот бил голем. Со вакцинација почнуваме во понеделник. Ова година имаме 1000 дози. Во споредба со минатата година, значи бројката е иста. Лани ги потрошивме сите количини што ги имавме, па верувам дека и ова година ќе ги потрошиме, зашто интересот е многу голем. Цената на вакцината е 700 денари, не треба термин да закажуваат, туку може да дојдат кога сакат во Центар за јавно здравје да се вакцинираат. Инаку пред околу една недела започна и бесплатната вакцинација, со која се опфатени лица над 65 години, лица со хронични заболувања, здравствени работници, бремени жени, деца од 6 месеци до 5 години и лица сместени во установи за социјална заштита на стари лица и вработените во нив. Пријавувањето за оваа категорија граѓани се врши преку вакцинација МК. Министерството за здравство до сега набави најмногу, или 80.000 вакцини, и очекуваат оваа бројка да е доволна за сите оние кои имаат право на бесплатна вакцина и сакаат да се имунизираат против грип. За сега пријавени се околу 75.000 граѓани, а до сега според информациите повеќе од 37.000 се вакцинирале. Инаку според последните податоци на Институтот за јавно здравје за 2 недели регистрирани се 140 случаи или за 4 седмици околу 240 граѓани се заразиле со инфлуенца, но се уште не е достигнат прагот на влез во сезоната на грип, кој се очекува дури во февруари да го достигне својот пик. Иако процентот на заразени е околу 60% повисок од истиот период лани, состојбата според лекарите не е алармантна и е очекувана. Вестите завршија. Пријатна вечер со Канал 5.